Али ти благодарам што прифати да бидеш нашиот гостинка за прв пат пред камерата на Хайп Македонија. Сакам за почеток да те прашам како си. Ти благодарам многу, одлично се чувствувам и посакувам среќа на нашиот пазар. Се надевам дека ќе бидете исто така успешни како што сте во Србија. Кажи ми, дали лошото време може да ја спречи Снежа да вози точак? Не може да ме спречи, освен кога епте некаква си бура или кога има снег, па не можам да возам. Значи од практични причини затоа што се лизга, нели? Гумите се лизгаат, ако има мраз, па не можам да возам, инаку не ме спречува ништо. Знам и кога сум болна и кога имам болки, да речеме често ми се случува болки во рамо заради погрешно спиење, значи да отидам да возам велосипед, или кога се чувствувам многу лошо, да отидам да извозам за да после кога ќе се вратам да се чувствувам добро. Така да лошото време не е пречка. Кажи ми што правиш наутро кога ќе станеш? Прво што правиш? Прво кога ќе станам, погледнувам дали времето е за возење точак. Второ, ако е за возење, значи веднаш облекувам опрема за возење, значи влегувам во тоалет, мијам раце, лице, заби, се спремам, се облекувам и тргнувам да возам. Значи тоа е онаа пракса која што е ако е убаво времето, а ако не е убаво времето, принципот е некако ист, само што не излегувам надвор да возам велосипед, туку ставам простирка и почнувам да вешбам. Тоа се тие работи што ги правам прво. Неже водиш здрав начин на живот, имаш добар лајфстайл. Можеме тоа да го приметиме од твојот Инстаграм профил или вака што те знаеме. Не е точно си што гледате на Инстаграм. Она јаде и бурек. Јаде и бурек. Добро. И ги издолжува сликите. Кажи ми, од кога се одлучи за веганска исхрана? Не се одлучив, тоа многу често го имам кажано, не се одлучив, туку тоа беше исклучително заради здравствени причини. Во суштина јас таму некаде пред некои можеби 20 на години, значи некаде 2005-2006 почнав да чувствувам дека имам некакви проблеми, односно постојано отекував, имав нагони за повраќање, значи тргнав да испитувам што све ми се случува и тогаш направив ми алерготестови и тестови за интолеранција на храна. Излезе дека на голем дел од продуктите јас сум алергична, на дел од нив значи немам ензими кои што ја варат храна и врз основа на тоа така требаше значи да се одлучам да не конзумирам одредени продукти. Например, не можам да јадам и јагоди, што е многу тажно. Не можам да јадам ни патлиџан, што е исто така тажно. И така, ја кога порачувам шопска, имаш, дајте ми шопска, ве молам, без патлиџан и без цирење. И значи имаш краставица, кромит и пиперка. Така да тоа е тоа. Тешко ли е да се навикнеш на така? На почетокот беше многу, исклучително многу тешко. Прво заради тоа што во тоа време зборувам, значи 2005-2006, воопшто не беше развиена свеста дека може да биде некој алергичен на нешто и дека не сака да јаде производи не од тоа што изволева или од тоа што се замишља, или од тоа што нели така му текнало, туку буквално заради тоа што едноставно ми смета. И да речеме во кафеа на која ќе отидевме, кога ја ќе кажав, ве молам ако случајно компирот е на путер, да не ми го носите. И они ќе ми го донесат, ја ќе къснам сметајќи дека нели устата ќе ми отече толкава или на пример кога ќе ми донесеа компир кај што имало изрендано сирење, ќе им го вратам, ќе им речам ве молам донесете ми друга порција, меѓутоа без сирење, они само ќе го извадат, што значи сепак делувало тоа и имав исто така. Така да едно време не иде по капани, затоа што нели беше ризик. Прво немав што да јадам, од друга страна многу им беше непријатно на сите останати околу мене затоа што они се јадат, а ја не можам. Ја къснам нели некој морковче, некоја краставичка. Тогаш беше многу тешко, сега е многу полесно, сега дури некаков тренд е. Што исто така е некаков екстремизам кој што мене не ми се допаѓа, меѓутоа секој со својата одлука. Успееш ли да одолееш кога готвиш дома за твоите? После 20 години готвела, правела, месела, никаков проблем немам. На почетокот ми беше многу тешко и ден денеска знам да си кажам дај Боже еден ден све да ми помине. Прво ќе јадам кашкавал, растивна. Ваква да се тек, знаеш? Тоа ми е првото, после јогурче да се нафија. И може би некоја чоколадна торта. Тоа ми е она, ама врвот, значи. Да. Иако има замена, верувајте дека вкусот не е ист. Снеже, те препознаваме по, значи, ти си теве лице, кое со години трае на
нашата естрада. Сакам од твоја перспектива, сакам да те прашам, како функционирала телевизијата пред 15-20 години? Ќе се врати ли тоа време некогаш? Значи пред 15-20 години телевизијата функционираше со ексклузивите кои што сега веќе ги има на социјалните мрежи. Значи, ако ги не постојат социјалните мрежи, значи целата ексклузива е на телевизијата и таму се гледаат сите работи, кој со кого, кој зошто, каде, како, значи таму. Значи на тој начин функционираше телевизијата, сега веќе приматот го земаат социјалните мрежи, посебно заради тоа што нели многу брзо се споделуваат информациите, ставаш пост денеска снимам, ставам, нели, не оди оној процес на монтажа, па не знам на одобрување, па да чекаш точен тајминг за да може да се емитува епизодата. Сега снимаш во моментов, објавуваш, така да многу е полесно тоа и не верувам дека ќе се врати тоа време на телевизијата, затоа што сепак технологијата оди напред, меѓутоа гламурот кој што го има телевизијата, мислам дека треба во него да се вложува, за да пак таму останат гледачите. Ништо не може да биде направено толку гламурозно како што би се направило на телевизија. Затоа и најголемите шоуа, значи вклучувајќи ги Ја имам таленти, не знам, доделувањето, MTV награди да речеме, Еми награди, сепак сите тие се пренесуваат на телевизија, се пренесуваат и на YouTube, нели? Меѓутоа сепак постојат и телевизии кои што таму сето тоа го продуцираат, па и сите шоуа, значи и Опра има своја телевизија, нели, своите шоуа, таму ги прави, значи на телевизија. Снеже, кажи ми за твоите пациентици. Првото работно искуство ми е во домато продукција на А1 телевизија. Беше ли тешко? Како се снајде една млада девојка како тебе во овој град? Како се докажа за да стигнеш таму кај што си денес? Моето доаѓање во Скопје, значи беше подготвувано од мајка ми и од татко ми уште кога бев мала, значи со тенденција, нели, со желба да ме кажат дека вие сепак ќе одите во големиот град, нели, и дека нема да останеш тука, така да навикнувај се на тоа дека нели таму ќе останеш, затоа што сметаа дека нели колку и да има некакви си опции малиот град сепак се затворени, тоа е па е тоа и значи ме подготвува. Четврто одделение, пето, шесто, седмо, осмо и после осмо, ајде ти пакувај куферите, значи и оди си. Така да бев некако подготвена, а во однос на тоа што сакав да работам, значи јас тоа си го знаев уште многу мала. Значи уште од четврто одделение јас знаев дека сакам да бидам водителка и да работам на телевизија. И тоа ми беше мојата желба. Првично си ја остварив како водителка на радио, во локалното радио во Македонска Каменица, а после тоа значи си дојдов со идеја и со желба дека ја сакам и тука да го работам истото и во Скопје, не на радио, туку на телевизија. И тогаш, значи, све беше на телевизија и тогаш имаше весници, вакви што се листаат, не вака што се читаат. Така да, таму ги наоѓав конкурсите, таму ги наоѓав аудициите и одев буквално од аудиција на аудиција, бев подготвена, нели, да ме одбијат, бев подготвена и да ми кажат дека не ме бива, меѓутоа бев подготвена и на тоа да работам на себе, за да успеам. Така да, дали ќе ме прифатеа во големиот град, исто тоа беше ризик, меѓутоа тргнав од моментот на што прво почнав да го зборувам скопскиот дијалект, кој што сега многу ми го замерува, затоа што сите ми викаат премногу зборуваш скопски, ама така сум го прифатила, па не зборувам нели литературно, меѓутоа така некако на почеток така почнав да зборувам за да ја оттргнам онаа првична бариера која што може да се појави кај скопјаните, нели, затоа што веднаш кога ќе те слушнат дека зборуваш на дијалект ставаат бариера, па подосна, да, и веднаш некако со поинакви очи те гледаат. И малку подолго време треба да им се докажуваш кој си, зошто вредиш и така натаму. Кога зборувате ист јазик, некако е многу полесно, така да тоа ми беше првичната некоја идеја дека јазикот е основата за да тргнеш по некој пат кон успех. Имаше главна улога во повеќе регионални шоа, меѓу кои X Factor, твоето лице звучи познато во Big Brother. Кој ти е омилено од сите овие и кој ти остави најголем впечаток? Постои ли или се сите подеднакво драги? Па X Factor беше најголемото регионално шоу во кое што мојата водителска улога беше директно таму, значи внатре, позади сцената. За разлика од останатите, значи Big Brother и твоето лице звучи познато, каде што јас влетував нели како водител, дали за време на рекламите или само онака се појавував, да речеме, еднаш во месецот или два пати во месецот, овде буквално, значи јас бев дел од целокупниот проект, значи и со снимањата, и со оние
аудициите, и со буткампови, и со лайф изданијата, така да X Factor е проектот кој што остана запаметен и кој што некако ми е најдраг, затоа што и најголем, и мислам дека таков регионален успех на такво регионално шоу беше прв тогаш и подоцна, нели, почнаа сите останати да успеваат и оние другиве на другите телевизии со сите звезди. Од денешна перспектива, мислиш ли дека му донесе среќа на Даниел Кајмаковски на X Factor? Па не, никој на никого не може да му донесе среќа, значи Даниел со она што го направи, тој се го направи својот успех, но она кое што можам да потврдам дека го правевме ние како телевизија, и ние како тим кој што од Македонија патуваше за Белград, беше дека му ја дававме целосната поддршка и дека дополнително правевме некакви вакви телевизиски изданија кои што пак посветуваа малку поголемо внимание на Даниел. Дури знам дека пред да се случи финалето ние подготвивме еден цел така наречен документарен филм како стигнав до финалето, односно патот до финалето на Даниел Кајмаковски, така да мислам дека тука и ние малку влијаевме за малку да се подкрене, да речеме, сликата и можеби патриотизмот кај македонците, за да Даниел стане првиот македонец кој што победил на регионално шоу и од тука, нели, после него веќе почнаа победите и на сите останати македонци кои што учествуваа, затоа што никогаш до тогаш не се случило македонец да учествува на регионално шоу, а да победи. Така да, драго ми е дека се случи и некако го пробивме мразот и почнаа македонците да победуваат. И Дарко Спејко е македонец кој победи на Големиот брат, исто така шоу. Можеш ли, како баш него го избравте од сите македонци? Од бирањето на сите учесници кои што доаѓа, нели, од различните земји, сепак беше со продуцентската куќа која што тогаш го работеше Big Brother, значи тоа беше Emotion, што значи дека во телевизијата во која што работев, значи доаѓаа продуцентите, имаше аудиција на која што се пријавуваа таквите лица, доаѓаа, значи ги гледаа и одлучуваа, значи кого ќе земат. Не е дека некој го предложиле секако, нели, некој за да дојде да се пријави, меѓутоа не е дека туку така е испратен, за разлика од оној Big Brother, во тој случај ние им предложувавме познати личности на кои што тие им се јавуваа, нели, и одлучуваа дали ќе отидат или не. Кажи ми некоја интересна случка на сите овие години. Сите што ги има, ја више сум ги раскажала, пошто тие ми останале не знам. Премногу формати имаш. Просто сум се опробала во сите формати, да, и можеби тоа е убавината на тоа за да се пронајдеш каде ти е најдобро, или пак кога надраснуваш еден формат, добро е да напредуваш да одиш во друг, затоа што ако останеш цело време во истиот формат, мислам дека не е добро ни за тебе, не е добро ни за гледачите, а не е добро ни за телевизијата сега. Јас така мислам. За жал или за среќа во Рај Уно имате водители и водителки кои што таму како што почнале, така и остаруваат на тие шоуа и буквално се брендови, што значи дека тоа е сепак лична перцепција. Значи нема случка, нема. Може да крајот да ми текне некоја случка. Што би кажала на Снеже на 18 години? Чеки на 18 години, значи тоа кога се запишував на факултет, добра одлука донесам. Так ти кажам, затоа што навистина ја завршив забен техничар и нели по правила на нештото требаше да одам на стоматологија, меѓутоа јас одлучив дека не ќе да се мачам на медицински факултет, него сакам да направам нешто кое што мене ќе ме задоволува во однос на мојата потреба да бидам водител. Така да одбрав еден многу полесен факултет, италијански јазик и книжевност, имаше околу 21 испит, значи дупло помалку од овие другиве и добра одлука донесе Снеже, алалда ти. Снеже, сега имаш, во ерата на новото модерно време, имаш исто така своја емисија која е многу гледана, интересна. Кажи ми, како ги бираш гостите? Постои ли некој гостин кој никогаш повеќе не би сакала да ти дојде во емисија? Не, јас сите гости ги канам секогаш по еднаш, 2 пати, 3 пати, значи сите гости се добре дојдени, но постојат гости кои што можеби не би сакале втор пат да дојдат во мојата емисија. Така да нив тебе ти оставам да ги откриеш, кога ќе прашаш дали ви дошле кај Снеже, па ќе ти кажат. Така да ги бираме по прво многу истражуваме, имам организаторка со која што заеднички многу истражуваме, значи во однос на тоа прво одлучуваме какви теми ќе направиме, па истражуваме, па се случува да се смени темата,
Па се случува едни со други да не се спојат, па во оддани текне нешто сосема друго. Во секој случај, значи, тоа е една рударска работа која што ја работиме. Тоа ме интересираше, како ги наоѓаш, како ти доаѓа идејата за темите, пошто се доста интересни и специфични. Сама си ги смислуваш и... Значи, реков рударска работа е, значи, читам, истражувам, пребарувам, некогаш од некоја реченица која што ќе ја прочитам од книга, па да ми текне ова може да биде цела тема, некогаш е од некоја песна, например имаме тема од Владо Јаневски, една песна, дали е лудост или храброст нешто да бидеш заљубен, нешто во таа смисла беше, така да, значи, од секаде црпам инспирација, од разговор, од некој што ќе ми каже некоја случка, некој што ќе ми се пожали, така да, значи, секојдневни се темите, тоа се теми за сите и буквално така и треба да се црпа. Кажи ми, што те радува во животот? Па не знам, многу работи ме радуваат. Ме радува задоволството на моето семејство, значи од добро завршени работи кои што за секого добро завршена работа нели е индивидуална работа, дали ќе биде тоа добра оцена во школа, дали ќе биде тоа нешто интересно што видел на некаде на TikTok или ќе го сподели со мене, во секој случај сакам кога луѓето се задоволни околу мене. И тоа ме радува кога, да речеме, во нечие присуство во кој што сум јас, чувствувам дека му е добро. Тоа е онаа радост која што јас многу сакам да имам. Дали си строга мајка? Сум строга мајка. Може би ја како беше вака изгледам нормално. Јас сум од мајките кои што надвор се смешкаат, а внатре дома се дере као луда. Така да од тие сум. И после што ти е мамо како шуми? Да, сум строга мајка и понекогаш дури сум и престрога, меѓутоа тука е маш ми за да балансира. Снежа, за крај на нашиот разговор кажи ми, имаш ли некои желби во новата година? Во новата година имам желби кои што ќе ги упатам кон луѓето, а не кон Дедо Мраз, затоа што мислам дека Дедо Мраз не може да ги оствари. Значи сакам секогаш кога ќе си посакуваме да бидеме здрави и живи, да си посакаме уште нешто, да бидеме добри луѓе, затоа што премногу омраза има. Премногу омраза, премногу зло, премногу негативни коментари и мислам дека многу е важно да бидеме и здрави и живи, меѓутоа и добри луѓе. Така да посакуваме и сите, на сите што ќе им честитат да им кажат да сте здрави, живи и добри луѓе. Ти благодарам, Снежа, што беше наш соговорник. Фала ти. Јас сум Снежа Вилков, а вие гледајте Hype TV Македонија.